така ти екам ти на деновија сум на состанак, се на многу вади вече и сега што сметаш ти, што е потребно да направам, да одрени ветувања да дадам, одрени лаги, нешто црна игра или нешто четврто, знаеш? Четврто. Како прво во црвена линија ви велиме добар ден и драго ни е со тео што сте повторно со нас. А на самиот почеток ве потсетуваме што не смеете да пропуштите вечерва. Топ тема локални избори 2021. Вечерва со очување на кандидатите за градоначалник на Битола Тони Коњановски од ВМРО ДПМН и Коалиција Обнова на Македонија и Христо Кондовски, Коалиција Најдоброто за мојата општина од СДСМ. Кампањата во Битола зоврива аргументирани спротивставувања и личен судир меѓу кандидатите. Обвинувања за црна кампања, притисоци. Вечерва на Тилма во 19 часот и 20 минути со Боби Христов. Гледајте. А сега сте заедно со мене и Тео. Од вчера, како и на социјалните мрежи, се разбира се она каде што ве подсетуваме. Денес имаме една тема во која што најважни гости, најважни ќе бидете вие, драги гледачи. Темата е што најмногу ви пречи во кампањите? Многуте ветувања, многуте лаги, црните кампањи или можеби нешто четврто? На самиот почеток ќе одиме и со еден видеоклип да видиме како во светот политичарите ги лобираат своите ставови. Вака гласови се зимаат, вака. Така. Она што е најважно дека и во светот се повеќе се менуваат кампањите, односно пристапот кон гласачите. Па го гледам и премиерот на Англија, Борис Џонсон, кој што не му е тешко да дојде да исчисти, но секако му е тешко да се задржи во вода. Ево ва Тео тука си. Жолт картон. Борис Џонсон сака да си касне и она што е интересно е дека секогаш е со храна во рацете, па дури и кога зборува пред своите колеги. Сега, оно што е интересно е дека секој, ова е многу интересен пристап, да не знаевме дека е Борис Џонсон, ке помисливме дека е некој баварец, односно кој што се јавува Октоберфест. Ама и спортски активен, си трша. Ова е најверојатно ти си му главен во односите со јавност, да. И секако Борис Џонсон, како и секој политичар, е пристрасен, односно сака да им помогне на новинарите, односно сето ова да изгледа шармантно и достапно за гласачите. Но она што е најважно дека во ова денешно издание на Црвена линија ќе имаме гостин, само збор за Тоше Арсов, кој што е креативен директор на Beats Schultz and Friends. Со него ќе проговориме токму на темата која што одбележува Црвена линија. Токму така, а со вас да преговориме околу темата, вие може да набиете нашите социјални мрежи на Црвена линија на Facebook во меседж, да ни пишете општо размислување за темата, за нас, како сте вие, ние, исто така и на другите наши социјални мрежи на Црвена линија на Instagram и на Twitter. Можете таму ни пратите никнейм, за да ве приклучиме преку видео повик, дали преку Zoom, Skype, како сакате, исто така и на телефонскиот број 023076677 да ве слушнеме. И сега си знаете, а пак ја повторам, кога ќе се јавите, имате 120 секунди за вашето мислење. На 30 секунди, на 10 секунди ќе ја подсетиме да не биде после зашто ме кратите, тие се правилата, мора сме фер кон секого. Така, а сега одиме со оно што е главно, а тоа е гостинот. Подсетување за оние кои што можеби малку подоцна се вклучија во Црвена линија. Денешен гостин на темата што најмногу ви пречи во кампањите, односно многуте ветувања, лаги или пак можеби црните кампањи или нешто четврто, го имаме господинот Тоше Арсов, кој што воедно и креативен директор на Beats Schultz and Friends. Здраво за Тоше, добар ден. Здраво. Како сте? Добро, вие? Во ова интервју дали ќе ни понудите многу ветувања, можеби лаги или Ќе пробаме. Ќе пробаме. Да, тоа ни е бизнисот да ветуваме. Така. Тоша, првото прашање за вас. Денес е интересно дека главна вест во светот е дека е откриена нова планета. А кај нас во кампањите ветуваат се уште нов водовод, канализација.
Па виде, тоа е сосема инлайн со нашиот state of mind. Ние сме заглавени во минатето. Тоа е нашиот предизвик. Водовод, канализација. Дори не се свртиме напред, ние ќе останеме заглавени на водовод и канализација. Дори не мора да откриваме нови планети, многу е близко Словенија. Видите кај се они, кај отидоа словенците, а кај закочивме ние и кај паѓаме. А имавме релативно ист старт. Така и сега кој идеме на следното прашање. Кој лаже, тој и краде. Има вошки, спие потавани. Ова е познатата поговорка. Дали оваа поговорка е ставена на игнор или веднаш е на делит? Мислам дека тоа зависи од позицијата, од која позиција се кажува, да, од позиција на власт обично таа тука сме на игнор. Од позиција на опозиција се користи делит, значи забораваме све што било порано и као почињаме од почеток. И жално што и двете и опозиција мисля дека ние тоа не го приметуваме као гласачи, као граѓани. Така, еве, кажете ми, дали може законски да се случи да се забранат црните кампањи, тоест пресметка со противник, тоа е нешто што секојдневно веќе го гледаме, со вадење на валкан веш, па потоа и лаги, измислици, брутален, неетички говори и така натаму. Може да ги поделиме овие, да кажеме, имаме два моменти, вадење на валкан веш и лаги и измислици, што се малце различни. Валкан веш. Треба да се внимава при изборот на кандидатот, кога партијата се одлучува за некој кандидат, убаво е да се направи некаква проверка, да се види бекграунд на кандидатот, нивното минати искажани ставови, однесување и слично. Мислам, воопшто не е страшно човек нешто да сгрешил во минатото, ниту да смени став. Меѓутоа страшно е ако тоа го порекнуваме, ако го лажеме и ако бегаме од тоа. Од друга и така да мислам дека не може да се црна кампања не може да се забрани. А за лаги и измислици мислам дека треба да постојат некакви санкции и колку што може повеќе тие да се исчистат од медиумскиот простор. Така. Одиме на следно. Дали ветувањата се мегаломански, нереални? Дали може да одговара доколку не ги исполни ветувањата? Ветувањето, мислам дека тоа е можда најголемиот проблем на изборите. Најголем проблем е на изборите, посебно во последно време. Се ветува све и свашта. Све што излегло од фокус групи влегло во програмите на партиите. Но политичарите као да не приметуваат или као да забораваат дека за разлика од изборите кои што се дешаваа во минатото, сега за сите нивни ветувања оставаат некакви дигитални трагови. Значи ние знаеме што ветиле сите они пред 4 години, пред 8 години. И може да се направи една убава споредба што е ветено и што е остварено и колкав процент од тие ветувања не се остварени. Од друга страна да кажеме нови кандидати што доаѓаат сега што не работеле, може да се направи споредба, може да се дојде до информации колкав е буџетот на општината и колку тие нивни изборни сега ветувања се навистина неостварливи. Не може да ветувате вие за, да кажеме, за трескам се, нека општина Зеленикова да ќе ставите метро. Што значи дека граѓаните секако прават скриншот на се она што се зборува во кампањите. И за другото прашање што беше дали може да се одговара на дали може да одговара доколку не ги исполни ветувањата, тоа дефинитивно да. Меѓутоа тие одговараат пред судот на избирачите, односно на избори. Сега зборувавме за многуте ветувања, зборуваме за многу лаги, црни кампањи, па како пето прашање, нека биде според вас има ли нешто четврто за овие кампањи? За овие кампањи што може да се забележи, дали тоа некако, претпоставам дека е тоа под влијание на социјалните медиуми, се забележува опаднат квалитет во продукцијата на, да кажеме, на ТВ спотовите, на билбордите, бидејќи кампањите на социјалните медиуми наметна едно барање на поголем квантитет од контент, од квантитет versus квалитет. И сега тоа
кратки рокови, помали буџети, значи и помал квалитет на кампањите што ги гледаме ке политичарите. Од друга страна, ако ги гледаме и некои слогани, гледаме дека тоа се некои празни флоскули, да не кажам сега да не набројувам најдоброто или создаде нова иднина, тоа се да не навлагаме у конкретни примери, мислам, да не фаќаме страни сега за да ги Еве ние така, еве ние во црвена линија. И уште еден момент што би сакал да го спомнам, тоа се да кажеме новите дечки, тие независните кандидати што мене ми беа навистина симпатични, да кажам. Дали од неискуство, дали од немање средства за некој за некој дедициран тим што ќе сработи таа работа, кампањите, адвертајзингот, да кажеме, они на некои сериозни проблеми кои што требаше да ги комуницираа со граѓаните као да кажеме чист воздух, зеленило, чист ѓубриња, да кажеме велосипедски патеки, приоѓа на некој хумористичен, несериозен и според мене неефективен, неефикасен начин. Еве многу брзо вака за крај, она што сме во дилема со Тео е за кого да гласаме, еве екипата од црвена линија, за тој што лаже, Тој што краде, за тој што ветува најмногу тој што е најгласен, најмногу вика. или за трај-прај? Па мислам дека од прилика со ова ние портретиравте еден ист профил на политичар. Така да мислам за нешто сосема трето, надвор од ова. Барем да пробаме за нареден пат. Некој пооригинален. Благодарам многу што бевте дел од црвена линија, ви посакуваме убав остаток од денот. Гледајте ја Телма, па се гледаме во некоја друга прилика. Така. А ние, драги, Поздрав. одиме со реклами. На 0230766777 ве очекуваме вас, па да ни откриете што најмногу ви пречи во кампањите. Многуте ветувања, многуте можеби лаги, црни кампањи или постои нешто четврто кое што ќе ни го откриете вие. А ве има веќе на сајтот на нашата страна, На Facebook црвена има. линија Facebook. Така, додека чекаме да ни се јавите, сега ќе прочитаме коментари од Саша Марковски. Мене лично во оваа предизборна кампања ми смета две работи, а тоа се нереалните и лажните ветувања и црна кампања во која се напаѓаат личности, наместо да се промовираат проекти. Поздрав и до тебе, Саша. Сега кој имам и друг коментар од нашата Слободанка Топузовска. Мене ми сметаат нивните лаги, ветувања и чудно ме како не им е срам кога ќе бидат избрани и ништо од ветеното. Возрастни луѓе лажат. Мене најскромно би ми било срам да се појавам пред народот ако не го извршам ветеното. Дефиниција за идеален политичар. Те гледа во очи и лаже. Поздрав до двајцата позитивни. Поздрав и до тебе, Слободанка. Голем поздрав секако. А еве можеме да заклучиме дека и кога е некој политичар во трка во било каква кампања, можеби она што го издвојува е неговата харизма, пристапот, шармот, па можеби најголем пример за тоа е од поновата историја Обама. Но ние нема да одиме со Обама, ќе го задржиме тоа што сакаме да го покажеме, да бидејќи предност имаат гледачите. Добар ден или добро вечер веќе. Ало, нека ви биде добар ден и добра вечер. 120 секунди повелете. Благодарам на сите во Канал 5. Ние Сакам сме да Телма. кажам во однос на вашата тема. Уствари Телма се извинувам, од се срце да гледам. простиме. Јас се јавам и на Канал 5, па тоа е тоа. Извинете. Повелете. Мислам дека во однос на вашата напишана тема, во однос на кампањата, најмногу ми смета она луѓе кои лажат. Како случај што, не значи јас ви кажувам наискрено, јас сум од власта, али и власта ја критикувам кога треба. Сметам дека, значи, она што го кажува господјата Даниела, Без имиња, не спомнуваме имиња. Не спомнувајте имиња, бидејќи ќе бидете прекинати. Имиња на вредливи зборови, не. Само ваше размислување. Сложувам. Сакам да кажам дека тоа лаже не ми света. Тоа е најбитно. Значи, ако сте граѓани на оваа држава, треба да почитувате пред граѓаните, да бидете искрени. Тоа би било се. Имате уште 50 Осте секунди. најубаво ви благодарам.
Благодарам многу Фала за што вашето сајте. јавување. Имаме веќе следен гледач, повелете, 120 секунди и внимателно. Здраво, Здраво, Здраво. здраво. слушаме. Да. Одлично. Мене во овие кампањи највише ми смета рекламите што идат по сите програми. Не дека нешто ќе ме стимулираат рекламите, значи за да ги гласам овие, било кој да е, значи, што се кандидирале за било каква функција, баш обратно ме дестимулираат. Ако сум бил малку наклонет кон некој, сега само може да ми речи бегај од нас. Значи, не ме стимулираат позитивно, негативно ме стимулираат. За овие 30 години плурализам и демократија, државава ни е у хаос. Што се вика у агонија. И сега јас да бидам среќен да гласам некого, тоа мало морген. Само можам да им кажам, да им порачам, било кој, значи било која партија, независен или било кој, мојот глас тежи 1.000.000 евра. Ако сака да кружам бројчето нивно, милионче на сметка ќе им дадам бројка од това и добиваат глас од мене, бидете сигурни. Поздрав, пријатно. Поздрав и секој добро. Драго ни е дека во нова денешно издание ви има многу и одиме со следниот гледач. 120 секунди, внимавајте и повелете. Здраво, здраво. Ало, добро вечер. Добро вечер. Видите, се јавувам Игор од Беровско. Во врска со темата што ја имате, прво да ве поздравам, одлични сте, одлична емисија, позитивни секогаш. Фала. Во врска со темата што најмногу ви смета во кампањите, мене лично најмногу ми смета црната кампања, бидејќи сметам дека со црна кампања до никаде не се води работата. Ветувањата, нормално е да се ветува, но треба да се внимава, мислам, со ветувањата, да бидат исполнети ветувањата, а знаеме дека се ветува, 21 век уште нема канализации по некои општини и стварно ме многу и најмногу ми смета, најмногу што се ми смета полизацијата во Македонија и поделеноста по било која основа, например по политичка, сега се води. Доминира, мислам, црната кампања за овие избори. Тоа е моето мислење, да ве поздравам. Ало? Благодарам, тука сме, слушаме. ве оставаме, имате уште 37 секунди. Уште 30 50 секунди, да. Еве, кажете ни каква кампања сакате вие, еве што вас ќе ве натера? Советувања, например, сега за Скопје, кандидатите, јас не сум од Скопје, но би сакал повеќе да се насочат на загадениот воздух, како да го решат загадувањето. Добро, има ветување и од двете страни, но сепак треба да се, ова се локални избори. Ало? Уште 3 секунди. 2-1 и благодарам што ни се јавивте во црвена линија. Одиме со следен гледач. Така Добро е. вечер. Добро вечер. Здраво, здраво. Вашите 120 секунди повелете. Поздрав до вас, Поздрав. до гледачите. Значи, вака, сите кандидати подпишаа кодекс за фер демократски избори, а се служат со разни црни кампањи, да ги кажеме. Мене ми смета и премногу време им дадола за водење на кампања. Така да преку глава ни дојдоа. Спомна еден гледач и да сум сакал, вика, кога ги слушам вака, ќе се откажем од гласање и едно друго. Еве, јас ќе спомнам два сегмента на кандидатите, конкретно за скопските двајца. Сите во придружба на партиски лидери, на министри, едно друго се појавуваат, ни ветуваат мед и млеко. Човек е помисли као у Швајцарија да живее, дека немаме ништо, а тие све ќе ни донесат. Меѓутоа не видов некој да се пофали дека ќе вработи 100 луѓе кои ќе одржуваат хигиената низ градот и околината. И срам ми е со кола се возам по обиколница или по некој локален пат, купиш ѓубре.
од обиколница го собиваа ѓубрето у кеси, 2 недели, 3 стоела кесите на страна, тамо кучиња, животни ги растргнуваат и пак прават ѓубре. И втората работа, го гледам, господинот Шилегов се качува у автобус и ни кажува новите манови, ни ги презентира. Дали тој ќе се качи у автобус во време на шпиц кога е, у гужва, или ќе си оди со автомобил? Дали ќе го видиме у двоспратен автобус кој нема никаква хигиена во автобусот, луѓе? Уште 10 да се секунди. допре со чисто нешто на прозорот, на овдека. Наместо да вработат тоа, да ги чистат автобусите, тие треба најмалку 100 луѓе да вработат. Истекоа вашите 120 секунди, еве како напомена за оние кои што подосна ќе ги вклучиме. Внимавајте на тајмерот, затоа и го објавуваме. Ама ја мислам имаме уште еден гледач. Имаме уште еден гледач, имаме, добро. ајде. Одеме со следниот гледач, но оно што е најважно, дали го слушаме? Ало, Во програма сте. добро вечер. 120 секунди, повелете. Овака, значи, се слушаме, не? Да, повелете, потоа. Се почнете. јавувам, темата беше што околу кампањата, така? Да, што најмногу ви пречи во кампањите? Ветувањата, лагите, црните кампањи? Добро, што ветувањата, лагите и што друго? Црни кампањи. Или нешто со Или може би нешто друго. Прво, овака, да бидеме искрени, последниве 30 години уназад, значи се ветува и ништо не е пипнато. Прават нешто, градат, поставуваат, менуваат закони, ветуваат се и се што дека ќе се смени, ќе се промени. Видете, значи, ова е една корумпирана, тешка држава, што тешко дека некој може да ја оправи туку така. Доаѓаат и си одат. Како едните, така другите. Судови, пресуди, непресуди, не знам што. Се разболува човек. Значи, плачеш, молеш за брза помош. Значи, знаете ли што кажуваат овие од брза помош? Значи, господјо, имаме само 8 возила, не можеме да дојдеме, тие ги користиме само за хитни случаеви од, ако имаме сообраќајка или не знам што. Мојот брат го изгубив на 42 години. Не од корона, значи почина од задоснување нивно. Татко ми исто е тешко болен, значи исто молев колев. Дај ве молам. Значи сите само ветуваат, се сликаат, за пред камера, кажуваат се и се што, поготово сега се многу смешни и интересни. Се облекуваат толку скромно со некој сејачниче, фармерче, не знам што, а овака у приватност кој ќе ги видите, Така, благодарам за вашето јавување, секогаш следете го тајмерот. А сега одиме со подсетување што вечерва не смеете да пропуштите на Телма. И сега повторно сме заедно, јас и Тео. Така е. Драго ни е дека ве имаше во голем број, а утрешната тема овој пат ќе ве очекува на која локација? На Facebook и на Twitter, на црвена линија, одма после емисијата, си знаете, ќе ја ставиме, ќе ја видиме, зутре биете спремни, како вие, така и ние. И ја на Тео му посакувам убав вечерен состанок со симпатијата, а вас ви посакувам да останете со Телма и утре повторно да бидете дел од црвена линија. Чао, чао.